Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. И денес ќе се обидеме сето она што ќе го говориме како тема во денешново издание на оваа емисија. Она проблематика за која што ќе говориме да ја доближиме до вас, да ви информираме, се со цел ако се пронајдете во некој од овие проблеми, да секако да побарате навреме стручна помош, или пак за она што ќе говориме поконкретно ќе стане збор за оние мускулно-скелетни проблеми и заболувања, а третманот е наречен шок-вејв терапија. Секако за оваа тема имам и одговорен соговорник, кој што е денеска овде со мене во студиото, односно мојата гостинка, доктор Симона Ристовска, која што е специјалист физијатар и доаѓа од приватната здравствена установа Превентива 88. 99, не знам од каде ја се извинувам. 99. И секако дека е тука со мене веќе во студиото. За оваа тема ќе поразговараме подетално, значи што представува шок-вејв терапијата, кој е ефектот на оваа терапија, на кој начин помага, за кои проблеми и заболувања може да се употреби, нели, за да се санираат овие проблеми, ќе ни каже доктор Симона. Веднаш ќе ја поздравам и ќе посакам добре дојде, значи доктор Симона Ристовска, специјалист физијатар од Превентива 99. Уште еднаш да потенцираме моја грешка. Ти благодарам што одвои време денес да бидеш дел од ваш термин. Ви благодарам и на поканата, што веќе неколку пати и во неколку твои емисии нели можеме да им помогнеме и да им ја доближиме проблематиката на луѓето, воедно и да им помогнеме во врска со нивните мускулоскелетни проблеми, бидејќи сега станува збор за шок-вејв терапија. Таа е терапија со ударни бранови кои се користи кај мускулоскелетните болести на луѓето. А денеска, колку што знаеме, голем број од нашите гледачи и граѓани било каков и проблем да е поврзан со мускулно-скелетниот систем е доста често застапен, за жал. Дали станува збор за проблемите со долниот дел, значи на рабитниот столб, со кичмениот столб, со вратниот столб, со оние шилци така наречени кои што се чувствуваат во нозите и така натаму. Меѓутоа ќе говориме за кои проблеми точно. На почеток би сакала да те прашам што представува оваа шок-вејв терапија. Шок-вејв терапијата всушност представува терапија која со помош на ударни бранови, нели преведено на македонски, што значи дека тоа со помош на звукот, односно звукот го користиме за разбивање на калцификати, бидејќи ги спомнавте тие шилците народски кажано, или станува збор за регенерација и репарација на ткивата со помош на оваа метода. Всушност го користиме звукот. Звукот може да навлезе во поголема длабочина отколку другите физикални модалитети и точно тој ефект го користиме. Настанува микротраума на самото ткиво, со таа микротраума доаѓа значи до, да речеме, повреда на ткивото, со што го активираме кај хроничните болести. Тоа се болести што после 3 месеци телото не препознава веќе дека има некаква болест и влага во еден систем, да речеме, на хронификација, што значи дека не ги препознава болестите и ние го активираме тој систем, значи повторно доаѓа до активирање и регенерација на самите ткива. Од друга страна, помага, нели кажавме, за разбивање на калцификатите, помага во супстанца P100, таа е за хронични болки преку рецептивните влакна. Исто и се користи за репарација, односно обновување на ткивата, што значи дека сите тетиви со тек на времето го губат нивниот еластицитет и самите колагенски влакна се променуваат. Они помагаат за создавање на нов колаген и нови нели создавање на нов колаген и ново реструктурирање на самите тетиви, што ќе ги покажеме во него со неколку примери, нели подетално. Кој е ефектот од оваа шок-вејв терапија? Што и по кој начин помага во решавањето на болестите? Кажавте дека делува нели на тетивите. Што друго делува прави на тетивите, делува на калцификатите, односно тие се нели тие народски шилци што ги викаме. Ги разбива со тоа што, на пример, што се случува тука. Доаѓа до разбивање, значи од калцификат настанува паста, како желе, и ткивата доаѓаат, гранулоцитите ги разградуваат и тоа се абсорбира. Ние
Сега користиме, значи, не само рентгенски снимки, туку во нашата ординација имаме и ехо апарат, каде што јас правам ехо диагностика и гледаме мерење, нели, на кој колкав калцификат има и на која тетива, бидејќи еве примерно најчеста е тетивата на рамото каде што се зафаќа, тоа е на мускул супраспинатус како една анатомска положба на да речеме на место каде што најчесто настанува повреда и тука правиме мерење и можеме да аплицираме локално, односно сакам да кажам дека не е само дека ние ќе го видиме на рентген без да знаеме која е локализацијата. Многу поубаво да се направи еходиагностика, да се локализира на која тетива, бидејќи тука имаме 4-5 тетиви на кои би можеле и во зависност од на кој ниво е, решаваме со кој интензитет ќе идеме, нели, дали имаме ние и по 2,5 сантими големи калцификати, што на тоа мало место е многу големо. Имаме и сантим и пол. Правиме неколку терапии, во зависност каква проценка ќе направам во врска со терапиите и потоа решаваме, нели, одреден период треба да помине, например месец дена и правиме повторно мерење и гледаме, например, колку е калцификатот намален. Така. Ајде тука ќе се обратиме до нашите гледачи, сите оние кои што не следат, значи кажавме ова што говориме за ова шок-вейв терапија, значи се практикува во третман и лекување на мускулно-скелетните заболувања. Кажав со мене веќе во студиото е доктор Симона Ристовска, која што е специјалист физијатар. Отворена контактна емисија сме, доколку имате некоја прашање, можете да се вклучите во нашиот разговор, од режија, еве може да ги пушта телефоните на екранот ако не се пуштани, па секако да поставите некој прашање, доктор Симона ќе се обиде да ви даде насока како да пристапите во негово решавање. Доктор Симона, напоменавме дека многу од овие мускулно-скелетни проблеми може да се истретираат со овој вид на терапија и практично, нели, до степен да се излекуваат. Па кои се болести ги третирате со шок-вейв терапијата и тука од режија може и да ги пуштат оние фотографии кои што ги имаме подготвено, додека говориме да може, нели, да преку фотографиите да се прикаже сето на што вие го работите. Многу болести може да се третираат според FDA, тоа е американската, нели, федерална агенција за храна и лекови. Значи од 2002 година веќе е одобрено користењето на шок-вейв терапија кај плантарен фасцитис. Што е плантарен фасцитис? Тоа представува едно заболување на стапалата, каде што стапалата имаат свој свод и имаат плантарна фасција. Еве, ова го гледаме сега во моментов на екранот, тоа е апаратот за шок-вейв терапија, каде што во долниот дел гледаме дека има една голема кутија, тоа е всушност местото од каде што се генерира притисокот, бидејќи тоа работи на притисок од 1,5 до 5 бара. Нашиот апарат значи може да работи, што може да влезе до подлабока длабочина во зависност од баражата. Меѓутоа не зависи само баражата од тоа, зависи исто тоа и од имаме и фреквенција, односно со која фреквенција, дали сакаме да направиме аналгезија, односно обезболување, дали сакаме да направиме, нели, кршење на калцификатите, а од десната страна може да се види апликаторот, меѓутоа апликаторот може поубаво да го видиме на следните. Меѓутоа имаме гледач да го вклучиме, па ќе објасниме зашто се, нели, околу станува збор околу оваа терапија, може да го вклучиме гледачот. Добра вечер, дали се слушаме? Дали не слушате? Добра вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав до емисијата и посебен поздрав до докторката. Благодариме. Значи, перфектен специјалист, одам таму на терапија и веќе многу подобро се чувствувам. Многу поздрав до докторката. Ви благодариме, ова е некоја наша пациентка што била благодариме. сигурна кај нас. Дали само поздравот беше моментот Поздравот, да, воодушевена сум од начинот на лекување на пациентите. Ви благодариме многу. Ете, да, ви благодарам јас што се одлучивте да споделите, нели, искуство во нашата ординација позитивно што го имала пациентката. И поздрав до неа, не се представи сега. Секако ја поздравуваме гледачката што се јави. Стигнавме до оној момент кога го објаснувавме, нели, апаратот шок-вейв, го имавме на фотографија. Слушам дека звони телефонот, ако има гледач ќе го вклучиме, па ќе продолжиме, ако има гледач може да го вклучиме. Може, ајде, добро вечер. Ало? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Да се јавиме за во емисија. Да, во емисија сте, може да поставите прашање до доктор Симона, веќе ве слушаме. Да. Јас се јавувам, имам проблеми
Само намалете го тонот на телевизорот за да не нели покасно не слушате. Слободно говорете за што стане телевизор тонот. Јас се јавувам за кај докторката, имам проблеми со ногата. Добро. Што Што конкретно? со ногата имате? Кога ќе нагазам вака и ми рипа ногата, многу ми рипа ова. Што е проблемот? Како кога се наведнувате? Кога ќе згазнете ногата ви, ми рипа, кога ќе нагазам вака, одам слободно и ќе ми рипне тука, како да газам нешто на игли, нешто така ми доаѓа. Значи На најверојатно петицата. да, значи Да. сеќате како трпки кога газите на неа или цело време? Еве, нема време, нели, ќе нагазам. Добро, а имате диабет? Не, Немате диабет, а проблеми со кичмата, ова треба да се види, може да биде баш точно за ова што збориме да е плантар. Проблеми и со кишма имам. Молам? има И проблем. со кишмата проблеми Па имам. може да биде проблемот од крстот, односно од кичмата на некоја дископатија, спондилоза и таа да го повредува нервот и поради тоа да имате проблеми како трнење кога ќе згазнете и не можност за контрола на самата нога. Од друга страна може да имате и проблеми со самата петица, односно тоа што го зборав сега, што го баш го кажував. Тоа е плантарна фасција, тоа е фасцијата, односно делот од стапалото што го држи сводот, да речеме, и може да дојде до нејзино задебелување, но што ми имате снимка од кичмата, првин секако ќе треба да се види таа снимка, да се види каква патологија има на неа и евентуално да се третира за да не би дошло до повлошување на состојбата, односно може да дојде некоја пареза или парализа на нервот. Така. Во секој случај, ако сакате нели да видите кај точно може? за што станува збор, може веќе утре да се јавите во нашата телевизија после 8:30 часот, ќе го добиете бројот од доктор Симона, ќе се слушнете, ќе се договорите, може и да појдете еве кај неа и да Да, ве така, истретира. Бројот, значи, утре да се јавиме да Така. слушнеме, за да најдеме кај да се наоѓе, Така, да Нема појдеме. проблем. Од утре ќе се јавите на истиот број во нашата телевизија, кај нашата Так. секретарка ќе го има оставено бројот и ќе го добиете. Ето ви благодариме. Ви благодариме, пријатно. Пријатно. Доктор Симона, стигнавме до ова. Може од режија Да. повторно да ги вратат сликите, за да можеме Значи, да може објасниме и да убаво. објасниме и за план... Може, Ето, може. Да, еве, ова е значи самиот апарат кој што нели го објаснивме, Да. каде што може, ово е со помош на значи тачскрин, најнова технологија која што ни овозможува по дијагнози да се движиме, односно во самиот апарат има дијагноза и според тоа се бира програмата, бројот на точно за терапија, она точно за што за тоа треба, што така. треба. Еве, овдека гледаме апликација на шоквейв терапија кај рамо. Така. Најчесто оваа апликација дали ќе биде кај тендинитис, односно повреда на самата тетива на рамото, може да биде променета незината дебелина на тетивата, нели тоа ехосонографски се Така. гледа најдобро да се дијагностицира, или да има калцификат и во зависност од нели калцификатот исто така одредуваме со која сонда ќе одиме, бидејќи нема само една сонда, имаме радијална Така. сонда, таа е поповршинска сонда, има и фокална сонда која може да навлезе до длабочина до некаде 5 сантими. Овдека е класичен пример за проблем со лактот, тоа е латерален епикондилитис или кажано тениски лакт. Тоа претежно не само кај тенисерите, меѓутоа претежно кај ракетни спортови, исто така се случува и кај луѓе што работат повторувачка работа, на пример со чекан или нешто што така, што нешто има, што е- да, кај што повторувачки. се употребува Дури многу може раката, и да. некои музичари да имаат така нели постојано. Од друга страна ова е латералниот, имаме и медијален епикондилитис, значи внатрешна страна, а ова е апликацијата баш да кажам за За што се јави гледач, така. што се јави гледач, што почнавме да збориме односно за плантарна фасција. Плантарната фасција представува задебелување на самото ткиво, на самата фасција и поради тоа исто се мери ехосонографски, гледаме која е дебелината и согласно тоа може да делуваме со овој апарат, каде што според клинички студии има подобрување дури и после 6 месеци кај некои 60% од испитаниците што нели на долгорочен план е добро. Што чувствуваат овие пациенти? Они са бајле, кога стануваат, чувствуваат болка. Односно првите неколку чекори им се тешки да ги
да ги изгазат, а Кога потоа ќе во текот згаснат на петата. да, на петата, Так. општо на ногата, Општо на целата чувствуваат нога, так. болка бидејќи не е само на петата, таа иде по целата должина на стапалото, тоа го прави со помош заедно на мускулите, го образува сводот. Кои луѓе претежно имаат, луѓе кои имаат позголемена телесна тежина, повеќе жени во споредба со мажи и кај тие што имаат рамни табани. А Исто зашто се жените случува. повеќе од мажите? Па поради најверојатно слабата мускулатура во споредба, нели мажите имаат во принцип појака Так, мускулатура, так, се бават так. дали со некоја пофизичка работа, а ова е пример за проблем нели остеартритис, колено? односно проблеми со колено, овдека остеартритисот некаде 10-20% светската популација е засегната, така да ова е исто така една нова метода кај оние пациенти, нова метода, не е нова метода, но нов метод за кај нас, каде што овие пациенти, например, ако немаат резултати со класичната физикална терапија, може да третираат со помош на шоквейв терапијата, исто така може да се третираат некои патологии, како например тетивата на пателата, тоа джампер ни се нарекува, каде што има повреда на самата тетива, односно изменета тетива, може да се третираат исто со шоквейв и овие, да речеме, болести претежно джамперни или нели повреда на тетивата претежно кај спортисти се случуваат и го користат бидејќи предноста што е на оваа метода пред другите физикални модалитети да споменам, е тоа што самата процедура трае многу кратко, односно од 5 до 10 минути Само процедурата толку трае еден третман, да. За разлика од оние класичните класичните физикални, физикални каде што пациентите по 2 часа, нели секој ден идат на терапија и одзема многу од времето Така, да, и одзема да. нели и од Знам дека еден функционирањето. третман би требало да трае 1 час да сите оние ги поминете што треба на пример магнетотерапија, Така, електротерапија, па лазер да. терапија, исто така да нагласиме дека шоквейв терапијата може да се дава во комбинација со други физикални модалитети, односно не како модна терапија, туку можеме да ја даваме заедно со лазер, Така, со така. декомпресија или со други работи, бидејќи исто така не споменавме, односно многу добри резултати ни дава кај спаза мускулен. Што значи тоа? Дека оние мускули што се згрчени. Така. Имаме два вида на згрчување на мускулот. Едниот вид е згрчување од мускулоскелетни проблеми, од спондилози, од дископати. И ние на преглед ќе видиме дека е многу напната мускулатурата и самата мускулатура прави дополнителен проблем од една страна, од друга страна, значи проблем прави и дискусот, на пример, или шилецот што притиска на нервот. Сега ние правиме релаксација на мускулатурата, една или два шокоева во зависност од состојбата на пациентот и потоа, на пример, пристапуваме кон другите физикални модалитети, односно, на пример, кај нас се прави декомпресиона терапија, која не е оперативно лекување нели на дискус хернија и да речеме ако е многу згрчен мускулот, нас неколку терапии со декомпресијата, еден вид како да речеме ќе не бидат безуспешни, Така, бидејќи е па го премногу згрчена. вклучувате и Го ова. вклучуваме Така. шокоевот и шокоевот на пример ја опушта мускулатурата Така. и потоа пристапуваме кон терапиите со декомпресиона, на пример терапија или сакаме има тригер точки, оние се тие точки што во телото, не знам дали сте приметиле мускули каде што многу има болни точки како цврсти точки, на пример кај спортистите се среќаваат и на нозете. Претежно кај, да речеме, популацијата од седење, од работа на компјутер во делот на вратот, во делот на рбетот се случува тоа. И тие се овие делови од вратот каде што се многу згрчени. Со една шок-вейв терапија, на пример, имаме значителна релаксација на мускулатурата, дури бидејќи Говориме за влекува овој дел, за тој дел или паравертебрално околу самиот рбетен столб, значи заменуваат, не знам, бидејќи не делува на ниво само како масажа, туку делува значи на клеточно ниво, каде што прави подлабоко регенерација на ткивата, нов колаген и тие делови од ткивото што се згрчени ги релаксираат тие точки згрчени и баш тригер точки се нарекуваат. Кај нив се случува дури околу самото место да нема циркулација толку што е згрчен, односно да немате проблем да речеме со рбетот, некаде подлабинско, туку едноставно со тие само со мускулите и баш поради тоа се аплицира шокоев терапија и пациентите се многу задоволни, првин бидејќи кажавме трае многу кратко, второ кај такви полесни диагнози многу брзи резултати имаат, особено сега кај луѓе што работат, што немаат време да доаѓаат на терапии, да речеме за 4-5 терапии, многу имаат подобрување за по 5-10 минути дневно. Доктор Симона, пред кога го вклучивме гледачот ми се чини дека сакаше нешто повеќе да објасниш за плантар
плантарен фасцитис, да, плантарниот фасцитис кажавме дека е здебелување на самата фасција, кажавме нели дека се јавува кај тие што се кај жени, кај обезни луѓе, односно со поголема тежина и паѓа самиот свод и кај дус табани, нели рамни табани кај тие пациенти. Од друга страна, тука исто добро се користи кај шоквев терапијата за калцификат на пета, односно петата нели има калцификат и тој калцификат го гледаме ехосонографски или например може да се гледа и со рентген и аплицираме таму каде што треба. Од друга страна може да се јави калцификати на припојот на ахиловата тетива и да им објаснам ако не на гледачите зашто се случуваат, пошто ние секој ден имаме многу прашања зашто имам шилец, зашто баш нели зашто се случува, зашто се случува, тоа е поради минимални повреди кои ги трпат ткивата, да речеме, при движење, при работа, на петата може и од удирање и на самиот некоја неудобна кондура, долго пешачење и се прават се прават микротрауми. Тие микротрауми со тек на времето на нив се наталожуваат калцификати и така настанува калцификат, односно тие микротрауми прават едно воспаление и на тоа воспалително ткиво се настанува нели калцификација. Иначе да објасниме за пациентите дека шоквейв терапијата се користи подолго време, таа се користела и кај пациенти за камења во бубрек. Значи таа е првата нејзина сушност примена и потоа со тек на времето се откриени и други ефекти. Дека може и за други проблеми здравствени да се користи. Може да се користи за несраснување на коските, што во Македонија многу помалку се применува, меѓутоа кај тоа се користи кај оние коски што повеќе од 3 месеци немаат зараснување. И кај тие пациенти ние можеме исто да аплицираме шокоев терапија во зависност од нивото. Како делува во зараснувањето на коските? Повторно го кажувам дека прави значи како една нова травма на ткивото која всушност тоа што го кажав хронично, повторно го поттикнува ткивото да прави нова коска, односно ново окостување. Тоа е сосема нова примена, кај нас многу послабо, а од друга страна сега имаме и многу уште една примена што веќе бидејќи подолго време веќе ја користевме, веќе година и пол, колку може би повеќе. Скоро и 2, веќе може да кажам нели од прва рака за искуствата, односно кај пациенти со зголемен спастицитет, не со спастицитет од мускулова што збориме, туку централен, односно кај пациенти со мозочни удари, каде што пациентите имаат спастичност, односно шаката не може да им се отвори или не може да стапнат на стапалото, они одат на прсти, бидејќи се скратува задната ложа или на мускулите, односно централниот мозокот не им испраќа доволен сигнал за колку треба да биде тонусот на мускулите и поради тоа имаат потешкоти во одењето. Говориме за екстремитетите, таму се применува? За екстремитетите, бидејќи после мозочен удар пациентите најчесто имаат проблем нели со едната страна од телото, претежно рака или нога се засегнува додека за лицето например не можеме да го примениме и баш поради тоа правиме шокоев терапија, тие се различни, кажав, програми со различни интензитети и кое што е за проблем кој што е предизвикан од мозочен удар, да речеме и општо од било какви спастицитети, не е само мозочиот удар во нашиот организам што предизвика спастицитет, има и наследни состојби. Ако е за тој проблем, програмот го ставате кој што е предизвикан од тој проблем. Од тој проблем и баш сега забележуваме доста добри резултати кај повеќе пациенти за спазам од нивниот мускулен, меѓутоа и работиме и со мускулен спазам, не само и шокоев терапија, работиме со ботокс терапија, каде што исто се намалува мускулниот спазам, меѓутоа тоа е на веќе по друго ниво. Доктор Симона, вака кога гледаме на сликите, нели, кога ќе видиме оној апарат нели со ова секогаш јас се прашувам, претпоставам дека гледачите како делува, дали предизвикува терапијата некоја болка, дали има некоја непријатност, што се чувствува кога се аплицира? Непријатно ли е, болно ли е? Во зависност од состојбата. Првин тоа се аплицира во супакутна фаза. Што значи тоа? Дека пациентот не треба во првите, да речеме 7-8 дена кога има болки. Ако пациентот дојде кај нас со такви болки, ние имаме други терапии, други физикални модалитети за да ја смириме болката. Доаѓа некој пациенти, например, слушнал дека шокоев терапијата ќе му помогне за калцификатот на рамо решавање, меѓутоа он има премногу болки, секако нема да се нафатиме веднаш да примениме. Кога има болки, не ја применувате? Или избегнувате?
не би можело да се рече кога нема болки, туку го знаеме до оној степен каде што може да се аплицира. Може да кажем дека првата апликација е поболна и бидејќи наредните апликации одиме подлабинско во ткивото, веќе не се осеќа толку болки, односно можам да кажам дека јас немам некој пациент што некој особено се жалел за дека му е процедурата неиздржлива, бидејќи оваа процедура не треба да се прима заедно со аналгезија, ниту анестетик да се става, ниту треба пациентите да пијат некакви таблети за болка. Да, бидејќи треба да се со тој начин го блокираме процесот на регенерација и репарација на ткивото и правиме контраефект. Затоа гледам кога се става терапијата, потенцирате дека не смеат да се пијат аналгетици. Да, не треба аналгетици или нестероидни антиинфламаторни, тоа им го кажуваме на пациентите, тоа е во принцип на пример 2-3 дена после терапијата, меѓутоа и немаме некои да речеме неиздржливи болки кај што пациентот до сега се жалел, што мора да се примени. Така. Колку терапии се потребни? И претпоставаме еве сега може на пример и да кажеме за секој проблем поединечно. Колку терапии се потребни ако е на пример еве за мозочните удари, претпоставам дека повеќе бидејќи тоа е поголем процес, меѓутоа за еве за другите, за шилците, за вратните спазми и така натаму. За вратните спазми се после прегледот многу подобро ќе знаеме, меѓутоа во принцип некаде околу 3-4, најмногу 5 терапии, а калцификатот се движи од 5 до 7 терапии, каде што се прават на растојание, тоа и во самиот апарат е пишано, меѓутоа и сепак од докторската, нели од докторскиот преглед ќе се знае подетално и од прилика некаде од средно да речеме од 3 до 7 терапии се прават. Значи толку. Дали потоа после некој известен период треба да се повтори или во зависност од состојбата, ако калцификатот е 2,5, не, ја на пример пациентите што имаат калцификат ги викам после месец дена на контрола им правам ехо, каде што се мери колку е голем калцификатот, можеби со целата таа една серија да завршиме, ако е потребно, значи може да се направат уште една или две, да речеме шоквейв терапии. Така. Кога станува збор за примена на шоквейв терапијата кај остеоартрозата на коленото, како е процесот? Тоа е кај всушност остеоартроза или артроза на коленото, го прикажавме на сликата. Тоа е едно и сепак хронично заболување кое што може и во иднина да бара реапликација, односно како физикалната што се случува кај остеоартрозата доаѓа до намалување на рскавицата и со тоа се намалува и колагенот и синовијалната течност и згрченоста, меѓутоа по сите испитувања направени клинички студии, околу 75% од пациентите во наредните 6 месеци викаат дека има намалување на вкочанетоста во коленото, значи поголема мобилност и намалување аналгезија на болките. А додека пациентите со хроничен плантар? После колку терапии, зависно со здебелувањето на плантарната фасција, се прави мерење. Колку е голем проблем. Што порано дојдат пациентите, толку побрзо е толку е поголема шансата да се решат проблемите. Сега еве поради пандемијава, нажалост, многу од луѓето избегнуваат да дојдат со мислата, барем на почетокот беше првите неколку 3-4 месеци, еве полека ќе помине, меѓутоа сватија дека целата оваа состојба нажалост трае многу долго време и не може веќе да се издржи, бидејќи овие мускулоскелетни болести може да бидат јакутни, нели односно да бидат во првите 3 месеци, но ако не се третираат може да траат и повеќе од 3 до 6 месеци. И баш поради таа причина еве ние во целата пандемија нели работиме со што се спазуваат сите мерки за заштита од UV лампи до еднократни нели мантили до све за да можеме да им овозможиме на пациентите секундарна здравствена заштита, односно нели пациентите да не бидат оставени со болки, бидејќи еве на пример да објасниме зашто ја фаворизираме оваа процедура, затоа што пациентите избегнуваме 6 месеци да имаме избегнување пациентот да пие лекарства, тоа е голем бенефит за нас бидејќи лекарствата нели знаеме сами по себе, односно многу често се случува и по месец, 2-3 пациентите да пијат лекарства против болка. Тоа прави страшни оштетувања на ткивата, прави оштетување на желудникот, на црниот дроб и на ред други органи. Таму е всушност нашата цел да пробаме пациентот да им ги решиме проблемите и неоперативно, доколку може, меѓутоа и да ги решиме проблемите и без таблетарна терапија.
Доктор Симона, кажавме дека веќе скоро 2 години се применува шоквейв терапијата. Споменавте дека правите и ехо. Не сум ве посетила одамна и не знам од кога ви е воведено тоа. Мислам практикувањето на ехото при прегледот? по пред пред шоквейв терапијата, веќе мускулоскелетно Тоа ехо. значи дека може да им потенцираме на гледачите дека ако евентуално и немаат рентген снимка, може вие да со тој ехо преглед на некој начин да диагностицирате до каде им е проблемот и веднаш да пристапите кон третман, така? Секако, значи со мускулоскелетно исто така се нарекува ехо може да се диагностицираат сите проблеми на мускулоскелетниот апарат од шаките, например може до лактот, значи може рамењата, се гледаат тетивите, колкот се гледаат колената и скочниот зглоб. Сега зависност од нивото, да речеме, кај коленото не можеме ние да диагностицираме дали има скинат преден вкрстен, тоа се гледа со магнетна резонанса, меѓутоа тоа околу самиот преглед како доктор специјалист, ние решаваме која диагностика ни е потребна и ако пациентот ни е потребно да се направи ехо, го насочуваме према ехо. Ако нешто ни е суспектно дека е нешто повнатрешно, тогаш ќе иде на магнетна резонанса конкретно за коленото, додека рамото е многу убава метода ехо диагностиката, бидејќи може да следиме ова што го кажавме, да речеме да направиме денеска ехо, па правиме терапија, после 4-5 недели можеме да го исконтролираме до каде сме со терапијата, или некојаш и побрзо правиме и за 2 недели, за 3 недели, ја следиме целата работа. Ако има хематом, да речеме повреда, каде што има крварење, и ние треба да правиме некоја терапија, го мериме хематомот, ја правиме терапијата и гледаме со тек на времето како се абсорбира, дали почнува да калцифицира, односно таа една диагностички метод што е многу динамичен, може и да видиме и да речеме пациентот ако е во исправена положба, рамото му е покрај телото, е една состојба, додека тој ако почне да дига раката, например, може да излезе нешто што не се гледа. И тоа е всушност динамичка процедура, односно може да се менува со текот на движењето, да го менува и да се види нешто што претходно не се видело. Сега, доктор Симона, напоменати веќе 9 месеци сме во време на пандемија, многу од нашите сограѓани веќе и прележале ковид. За жал има и доста починати. Нема правило, значи кај кого како ќе се одразат симптомите, кога веќе ќе се инфицира некој со коронавирус. Се покажа дека кај некого поминува асимптоматски, кај некого со лесни симптоми, средно тешки и така натаму. Дали, бидејќи вашата работа е таа, има доста од пациентите што лежат долго во болнички услови, па тука имаат помош, им треба помош понатаму во третманот и од физијатар, дали некој од овие методи употребуваат или дали воопшто и доаѓаат некој од овие пациенти кај вас да побараат помош? Што прележале ковид? Претежно пациентите кои прележале ковид поради слабата мускулатура имаат потреба од респираторна гимнастика. Тоа се применува во акутна фаза, уште во самите оделенија, ковид оделенија имаат физиотерапевти кои прават респираторни вежби и потоа се инструктираат пациентите да продолжат во домашни услови со појачување на дозата на вежбите, така да дефинитивно физикалната медицина, дури колеги што работат во 8 септември, да ги поздравиме, веќе имаа тема баш точно за тоа во условите на пандемија, рехабилитација кај пациенти после ковид и во фаза на ковид, односно колку тие респираторни вежби може да ни помогнат за заздравување на целата состојба и да се шлајмот да помогне за побрзо да се експекторира, меѓутоа и да помогне за заздравување на мускулите, бидејќи се соочуваме со една хронична болест каде што пациентите се постојано легнати и може да се насоберат и да се настанат дополнителни проблеми како последица на ковид. Меѓутоа, дали дошле кај вас некој од пациентите кои што прежале ковид да побараат некој вид на помош, можеби масажи, третмани некои така натаму? Имавме неколку пациенти после ковид, меѓутоа беа проблемите пак со мускулоскелетни, дел од нив беа поради залежување, да речеме поради пациентот што залежал и се јави, да речеме дискус хернија се јавува или некој друг проблем поради слабата мускулатура, неколку баш такви случаеви.
и пациентите беа нели засекирани дали ќе се земат, секако пациентот дека ќе се третира соодветно и по закон нели му следува соодветни медицински и здравствени услуги. Значи пациентите нема да се вратат нормално во таа фаза кај што се пациентите заразни, нели се советува да се во карантин, потоа веќе може да се лекуваат. Да, кога веќе ќе помине нели инфективноста на вирусот. Доктор Смина, тука сме некаде на крајот, уште еднаш некако да заокружиме, значи шок-вейв терапија примена кај мускулно-скелетни заболувања, тоа ни беше темата денес, уште еднаш да потенцираме, се третира кај мускулно-скелетни проблеми кои? Како значи можеме остеоартроза, артритис, калцификати на рамо, калцификати на пета, калцификати на ахилова тетива, било кои друго видови на калцификати на колкот, перитрохантерит, тоа е на местото на припојот на коската, може значи лошо заздравување на коските да се третираат, може да се третираат колената, нели кажавме и тетивите, може да се третираат тендинопати, односно промена на самата старење на самата тетива за создавање на нов колаген. Тоа е сите видови на тендинопати и тендините си воспаление на самите ткива. Како така може, значи, рековме голферски лакт, може тениски лакт, тоа е латерален или медиален епикондилитис и калцификатите на рамото, мислам дека одлични резултати, не само јас, сите колеги имаме со помош на шоквейв терапијата, исто така плантарен фасцитис и сите видови калцификати, нели кажавме на било кој дел од екстремитетите, исто така сега имавме и пациентка и со тригер фингер, тоа е за дебелување на тоа се вика пулеот, каде што се закочува прстот и поради воспаление пациентката не може да го отвори прстот и баш ја третиравме со шоквейв терапија и доста добри резултати имавме и се избегна апликацијата на кортикостероид локално на самото место, со тоа да речеме делуваме да го спасиме ткивото од евентуална руптура на местото на апликација кинење кај што се аплицира кортикостероид, секогаш има ризик да дојде до оштетување на самото ткиво. Еве за сите оние кои што не следат, значи ако се пронедат во некои од овие проблеми кога станува збор за мускулно-скелетните заболувања и ако сакаат да нели да појдат кај доктор Симона, да се консултираат, да видат како може тој проблем да се реши, ќе може веќе од утре после 8:30 часот да се јават на истите броеви во нашата телевизија кај нашата секретарка, ќе го добијат бројот од доктор Симона и секако ќе може да се јават да закажат термин за да се сретнат. Доктор Симона, ти благодарам јас многу за денес. Веќе горе-доле ни изминува и годинава, па се надевам во следната 2021 повторно ќе се видиме со некоја нова тема. Се надевам и јас дека ќе имаме повторно успешни нели емисии и секако дека ќе продолжи тенденцијата за светски и европски конгреси, бидејќи нажалост сега почнаа да се онлайн и дека едукациите што ги добиваме на таквите како што сме биле до сега, нели и за шоквейв и за други видови на терапии дека ќе продолжат и ќе можеме да им го доближиме квалитетното здравство европското и светското на пациентите во Македонија. Ти благодарам уште. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. Ви посакувам нели да се чувате, да имате добро здравје, грижите се за своето здравје, ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.